ТАВ ќе и плати одштета на државата. Карго аеродром во Штип нема да се гради. Ова доцна синоќа е утврдена на седница на економскиот совет на владата. Земјиштето кое пред 10 години беше трансформирано во градежно, сега веројатно повторно ќе биде земјоделско. Следните неколку денови ќе биде согласно концесискиот договор со ТАВ, ќе биде дефинирано и ќе се знае сумата. Очекувам дека тоа ќе бидат околу 45 милиони евра. Во делот на земјиштето кое што е офатено таму, ќе биде потребно владата да донесе соодветни одлуки. Ние ќе бидеме и денеска се договоривме со министерот за транспорт и врски во целосна комуникација заради тоа што тоа е експроприирано земјиште, е во собственост на државата. Потребата и намената беше сосема друга. Ние би сакале да го ставиме во функција целокупното земјоделско земјиште и во тој правец ќе оди и оваа политика. Ваквата одлука доаѓа откако мерењата на силината и брзината на ветрот покажале дека локацијата на која требаше да се гради каргото не е поволна за изградба на аеродром. Изградбата на карго аеродромот според најавите од пред неколку години требаше да чини 60 милиони евра. Во меѓувреме од земјоделците беа одземени најплодните ниви во Овчеполието, а делосопствениците за нив добија огромни суми во евра на име експроприација на земјиште. Сега овие пари ТАВ ќе треба да ги врати на државата, но прашање е дали во сумата за одштета ќе се пресметаат и штетите кои произлегува од долгогодишното необработување на нивите. Станува збор за околу 500 хектари земјиште меѓу Ерџелија и Мустафино, која од 2009 година стои необработено. Парите кои беа услов за турскиот превозник да ја добие концесијата за аеродромот кај Петровец, ТАВ ќе ги инвестира во изградба на канализациони и водоводни мрежи.